Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорот на Државниот завод за ревизија, господинот Максим Ацевски. Господин Ацевски, според овогодишната програма на Државниот завод за ревизија, на ред стигна специјалното јавно обвинителство за ревизија. Дали е започната таа? По барање на јавното обвинителство, во годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2020 година утврдено е специјалното јавно обвинителство како предмет на ревизија во делот на доместоците кои што се исплатени на вработените во специјалното јавно обвинителство и нивните соработници. Согласно годишната програма за работа, ревизијата е започната, таа тече од 3.2.2020 година и согласно планираната динамика треба да се заврши до 8 мај 2020 година. Кога може да се очекува извештајот? Очекуваме ревизијата да заврши на самиот почеток на мај месец, потоа во рок од 30 дена самиот субјект предмет на ревизија имаат право на забелешки покрај тоа што јавното обвинителство не постои како правен субјект, меѓутоа раководителот на субјектот во тоа време кога што управувало се јавното обвинителство има право на забелешки на утврдените состојби во рок од 30 дена. По тој рок од 30 дена, доколку има забелешки или нема забелешки, пристапуваме кон одговарање на пристигнатите забелешки или пристапување кон изработка на конечен ревизорски извештај. Така да јас очекувам до крајот на јуни месец 2020 година да имаме конечна верзија на ревизорскиот извештај во делот на надместоците кои што биле предмет на исплата на вработените во специјалното јавно обвинителство и нивните соработници. Значи, Катица Јанева ќе може да се жали. Освен бонусите, дали и други сегменти од финансиското работење на специјалното јавно обвинителство се предмет на вашата ревизија? Барањето на јавното обвинителство беше да бидат предмет на ревизија само на доместоците, како клучни состојби. Ние постапивме по тоа барање и во суштина нема други сегменти од финансиските извештаи да бидат предмет на ревизија, единствено само на доместоците на вработените во специјалното јавно обвинителство и нивните соработници. Од 2016 до 2018 година сте испратиле 56 извештаи до истражните органи во кои што сте нотирале незаконско работење на институциите. Имате ли повратни информации од истражните органи до каде се тие предмети, дали по нив се постапува? Во насока на подсетување на надлежните органи за нивното постапување и достување на повратни информации до Државниот завод за ревизија на 26.12.2019 година, од страна на Државниот завод за ревизија доставено е барање до Министерството за внатрешни работи, до Јавното обвинителство, до Државната комисија за спречување на корупција и до Финансиска полиција за добивање на повратни информации за ревизорските извештаи кои што се доставени до нивна страна во насока на обезбедување на повратни информации што е направено. Верувам дека во наредниот период ќе да ги добиеме потребните информации. Дали тоа значи дека за предмети од пред 2 години ниедна од институциите не ви одговори дали постапува и до каде е постапката по нив? Има индивидуални известувања од страна на јавното обвинителство, меѓутоа за најголемиот дел нема повратни информации и затоа се одлучивме да доставиме писмено барање до сите надлежни органи да ни достават повратни информации што се случува со ревизорските извештаи кои што се доставени до нивна страна. Што мислите, на што се должи таквиот однос на истражните органи кон Државниот завод за ревизија? Прашањето е комплексно. Пред недела дена разговаравме со јавно обвинител на нашата држава, во која што тој ги изнесе и собствените видувања за целокупната состојба во јавно обвинителската служба, во јавното обвинителство и така натаму, така да не можеме само да ја впериме вината во нивна страна, него едноставно треба да, кога зборуваме за целокупното постапување по доставените ревизорски извештаи, треба да ја видиме и нивната состојба, во кои услови, во какви надлежности, какви финансиски средства и дали имаат потребни човечки ресурси за да можат да постигнат во дадените рокови да постапат по ревизорските извештаи. Така да, мислам дека ова прашање треба да се разгледа на повисоко ниво, во кое што треба да се создадат пред се соодветни услови за постапување на сите надлежни органи
треба да се обезбеди со доволно финансиски средства, треба да се обезбедат доволно човечки ресурси и кога се до тоа ќе го обезбедиме, може да очекуваме и позитивни ефекти или навремено постапување по ревизорските извештаи. Години наназад, ако не и деценија, Државниот завод за ревизија евидентира неправилности во работењето на институциите, но ретко кога тоа има правна завршница. Како може да се надмине ова? Имате ли на ум некакви законски измени за зголемување на ингеренциите или пак нешто друго? Јас сметам дека во суштина нашите надлежности се утврдени во Законот за државна ревизија. Има одредени состојби кои што треба да се доредат во самиот закон. Верувам дека по завршување на парламентарните избори ќе пристапиме кон предлагање од наша страна кон нов закон за државна ревизија во кој што многу области би требало да ги уредиме, вклучувајќи и ова област, меѓутоа вклучувајќи и делот на она што значи оперативна и финансиска независност на Државниот завод за ревизија, која што ќе обезбеди и изголемување на човечките ресурси кои што ќе бидат во можност да офатиме поголем број субјекти на предмет на ревизија, да офатиме поголем број офат на јавни средства од граѓаните кои што ќе бидат предмет на ревизија, но во друга страна треба да се погледне и она што значи создавање на неопходни услови на надлежните органи кои што постапуваат по ревизорските извештаи. Тука во таа насока во суштина треба да се постапува комплексно, бидејќи од една страна доколку се обезбедат услови за наше непречено функционирање, а не се создадат услови за непречено функционирање на другите надлежни органи, секогаш ќе имаме ваква состојба како што имаме денес. За овие избори ќе следите како партиите ќе ги трошат парите. Може ли да ни објасните што ќе значи тоа? Јас се бев пресреќен доколку оваа година парламентарните избори ги следевме со изменет изборен законник во кој што ќе беа вградени сите системски слабости констатирани од страна на Државниот завод за ревизија. Во суштина имаме предлог измени на изборниот законник кои што во целост не се вградени сите констатации од страна на Државниот завод за ревизија, а тоа значи повторување на одредени системски слабости кои што Државниот завод за ревизија со години ги повторувал и укажувал дека треба да се изменат одредени состојби во изборниот законник. Може да наведете дел од слабостите? Една од слабостите е, например, создавањето можности политичките партии учесници во изборниот процес да добиваат донации по завршување на изборниот процес, односно до моментот кога ќе се затвори самата сметка, тоа е во рок од 60 дена по завршување на самите избори, односно по официализирање на изборните резултати. Се поставува прашањето и логичен одговорот. Кога е познат победникот на секој изборен процес, секој донатор би сакал да донира средства на онаа политичка партија која што ги добила изборите, а не на политичка партија која што ги изгубила изборите. Нашиот предлог беше во суштина да се создадат подеднакви услови за сите политички партии и правото на донација да се уплатуваат до моментот додека трае изборната кампања. Со завршување на изборната кампања да се оневозможи давање средства на име донации на самите политички партии во насока на обезбедување на фер и коректно постапување на сите учесници во изборниот процес. Таквото наше укажување не беше прифатено и верувам дека во едно догледно време се до тоа ќе биде вградено во изборниот законник во кој што во насока ќе биде на подеднакви услови за сите учесници во изборниот процес. Тоа значи дека и овие избори ќе работите по стари правила? Во најголем дел по старите правила. Едно од суштествено прашање представува и уредувањето на врските кои што се создаваат во изборниот процес. И покрај тоа што во самиот изборен законник има одредба во која што кажува дека сите обврски кои што ќе се создадат за време на изборната кампања мора да се покријат или да се платат од сметката отворена за таа намена, но во пракса имаме поинаква состојба. Самите учесници во изборната кампања, каде што се јавуваат и физички лица, создаваат обврски кои што во суштина не се подмируваат од таа сметка, се имаат обврска да ја затворат сметката и во суштина сега остануваат да лебдат тие обврски и не се знае нивниот третман кој што понатаму со таквите обврски.
Какви пропусти имаат најчесто политичките партии кога станува збор за финансирањето? Веќе еден предмет специјалното јавно обвинителство отвори има обвинение нели за начинот како една партија се финансирала. Не би го коментирал тој случај за обвинението, бидејќи тој е предмет на надлежните органи. Меѓутоа, јас би можел да кажам да од она што се наши состојби во делот на утврдените состојби во финансиските извештаи, хетерогени се утврдените состојби, најголем дел се однесуваат на обелоденување на состојби кои што не се целосно уредени со самиот закон или обелоденување на системски слабости кои што не се уредени со законот, а се случуваат во работењето на самите политички партии. Затоа велам, јас ќе бидам пресреќен оној ден кога сите наши системски слабости ќе бидат вградени во законите и ќе означат едно правилно постапување или една рамка за начинот на постапување и подготвување на финансиските извештаи за политичките партии, дали да се работи во делот на финансиските извештаи во изборниот процес, дали се работи за финансиските извештаи за редовното работење, бидејќи во суштина сега имате микс од правила на постапување во кое што ако го земете да речеме законот за финансирање на политичките партии, таму имате право на добивање на донации во пари, во стока, во натура и така натаму, а во суштина го применуваат законот за сметководство за непрофитни организации, кој што има модифицирано сметководство и така натаму, и сега тука треба да известуваат за примени пари, за примени донации и така натаму, и се до тоа создава една комплексна материја во која што не секогаш имаме доследно почитување, па сега и тешко утврдување на вредноста на оно што значи донација и така натаму, и верувам дека во еден нареден период ќе имаме слух за сето тоа и да се уреди една правна рамка која што ќе значи јасни правила на начинот на постапување. Ако ги има јасни правила, тогаш може да очекуваме и вистински, реални и објективни извештаи од страна на политичките партии. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам. Вам почитувани, ви благодарам што го следавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.